Добар ден на сите. Свикувам седница на Комисија за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола 28.3.2022 година. Гледам дека имаме кворум за работа. Тројца советници се присутни од 5. Следниот дневен ред. Одлука, прва точка одлука за изменување на одлуката на комунален ред за мерки и нејзино спроведување на подрачјето на општина Битола. Втора точка, извештај за реализацијата на програмата за користење и одржување на личното осветлување во општина Битола за период 1.1.2021 до 31.12.2021. Трета точка, извештај за реализацијата на програмата за уредување на градежното земјиште во општина Битола за 2021 година. Четврта точка, извештај за реализацијата на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2021 година. Петта точка, деветта измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Шеста точка, програма за измена и дополнување на програмата за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на општина Битола за сезона 2021-2022. Седма точка, програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Осма точка, програма за измена и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локални патишта и улици во општина Битола за 2022 година. По однос на првата точка, одлука за изменување и дополнување на одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Битола, го молам представникот да се произнесе. Се со цел да се пристапи кон отстранување на хаварисаните возила кои што се затекнуваат на јавните површини низ градот, се врши измени и дополнување на одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување во член 83 и член 84 кои што се менуваат и гласат. Член 83 под отстранување и чување на непрописно паркирани возила, хаварисани возила и приколки во смисла на оваа одлука се подразбира начинот и постапката за отстранување на оштетени, неисправни, неправилно и непрописно паркирани возила и приколки од јавните и сообраќајните површини на подрачјето на општина Битола. И член 84, под отстранување и чување на возила и приколки во смисла на оваа одлука се подразбира нивно подигање и транспортирање со специјални возила за таа намена и нивно времено сместување во специјално обезбеден простор за нивно чување. Отстранувањето и чувањето на возилата и приколките од јавните површини го врши јавното претпријатие за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и уредување и организирање на јавен локален превоз на патници во општина Битола, а по налог на комунален инспектор на општина Битола. Значи, кратко, надлежноста за подигање на хаварисани возила се пренесува на јавното претпријатие за паркирање и уредување на јавен локален превоз на патници во општина Битола. После ова, откако ќе се изврши измена во одлуката, ќе следи ценовник, решение и така натаму, се надевам на наредна седница. Ти благодарам. Прашање некој дали има? Повели сме. Да, ќе ве молам само не слушнав дали терминот дотраени стои или само неисправни и отстранување на оштетени, неисправни, неправилно и непрописно паркирани возила. Дотраени, не знам како ќе го утврдиме, значи како комуналниот инспектор ќе има можност за да утврди дали е тоа дотраено. Ќе треба, затоа што ако одиме по основ на дотраеност, кој ќе биде критериумот за да можат да утврдат дека се дотраени. Начинот на докажување за дотраеност ќе биде попроблематичен. Инаку, во смисла на ова, оштетено е, неисправно и неправилно и непрописно паркирано. Порано имаше една дефиниција дека под хаварисано возило се подразбира возило кое што не е во состојба да се поткрени во погон со сопствениот мотор. Меѓутоа го нема повеќе како термин во ниедна од законските регулативи и од тие причини викаме отстранување на оштетени,
неисправни, неправилно и непрописно паркирани возила на јавни сообраќајни површини. Значи било кој од овие термини. Во ред, благодарам. Некој друг прашање? Во ред, ако нема, да гласаме по однос на точката. Кој е за? Воздржани? Против? Нема. Во ред, одиме на точка 2. Извеште за реализација на програмата за користење и одржување на личното осветлување на општина Битола за периодот 1.1.2021 до 31.12.2021. Молам представникот од општина да се произнесе. Во врска со реализацијата на програмата за користење и одржување на улично осветлување во општина Битола за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година, врз основа на донесениот буџет, како и измените кои што се правеа во текот на годината 2021 година, со последните трети измени, а тие трети измени беа со вториот ребаланс на буџет, беа планирани 101.753.223 денари. Реализацијата на овие планирани средства во 2021 година изнесува 83.808.431 денар, што представува 82,4% од предвидената програма за 2021 година. Во самата програма, мислам дека нема потреба да читам, за секоја ставка која што беше предвидена во програмата, точно е прецизирана колкава е реализацијата на секоја ставка. Добре, ти благодарам. Прашање некој? Додолку нема прашања, одиме со гласање. Кој е за извештај за реализација на програмата за користење и одржување на лично осветлување во општина Битола за период 1.1.2021 до 31.12.2021? Кој е за? Против? Воздржани? 3 воздржани. Точка 3. Извештај за реализација на програмата за уредување на градежното земјиште во општина Битола за 2021 година. Замолувам представникот од општина да го презентира извештај. Во врска со програмата за уредување на градежно земјиште во општина Битола за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година, пред да ја прочитам реализацијата, морам да кажам дека најдовме две грешки кои што ќе треба сега да се коригираат. Во улица Пробиштип, точка 8.20 и точка 8.21, улица Пробиштип и улица Ѓорги Ѓоргиев Џоџа. Значи, од планираните кај Пробиштип 1.653.905, реализација имаме 1.599.745, а не 1.872 како што е прикажано во програмата. И за Џоџа, кај што имаше планирани 1.403.055, реализација имаме 1.559.261 денар. Со овие корекции, од планираните 9.675.388 денари, имаме реализација 200.632.736 денари, или 51% од предвидената програма за 2021 година. И исто за сите, таксативно сите објекти, имаме поединечно реализација финансиска и на крајот процент изведен. Борет, некој прашање дали има? Трета точка. За уредување на градежното земјиште. Ако нема прашање, одиме кон гласање. Кој е за извештај за реализација на програмата за уредување на градежното земјиште во општина Битола за 2021 година? Кој е за? Против? Воздржани?
Четврта точка, извештај за реализација на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2021 година. Го замолувам представникот да го образложи извештај. Програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за периодот од 1.1.2021 до 31.12.2021 година со предвидениот буџет и измените на програмите во текот на 2021 година, односно со последните измени, тоа беа втори измени и дополнувања, беа планирани 26.249.441 денар, од нив имаме реализација од 15.800.717 денари или 60% од предвидената програма за 2021 година. Прашања дали има некој? Ако нема, јас имам неколку прашања. Гледам во буџетот за реализација за 2021 за купување на еластични столпчиња, средства за смирување околу собрајката на Адаме Груев, Ѓорги Наумов и булеварот делинатори, односно делинатори на Васил Карангелевски на булеварот, средства за смирување од 1 мај. Реализацијата е нула. Добро. Дали нешто имате сега во овој период од 3 месеци? Значи вака, реализацијата Нешто е нула, отпочнато да овие заради- повторно се префрлени. Реализацијата е нула заради тоа што сообраќајните проекти не беа готови, за да можеме врз основа на нив да ги реализираме. Заглавено беше помеѓу проектанти ЕР и полиција, значи се враќаше проектот на преработки на доработки. Сега се повторно овие истите ставени во програма за 2022 година и се надеваме дека за ова година ќе имаме реализација, дека ќе бидат заокружени и завршени. Проектите се одобрени од СВР Битола Не или се се уште одобрени, меѓутоа имаме интензивни состаноци, така да ќе гледаме да најдеме начин за да ги реализираме, да најдеме заедничко решение на кое што ќе може МВР да даде согласност. Колку време ги имате пуштени овие проекти до СВР Битола? Значи се уште на преработка се во јавното предпријатие. А кога се вратени од СВР? По текот на минатата година. Значи тие ги вратија и се вратени во јавното предпријатие. И се во јавното предпријатие помеѓу се бара решение како да се постапи по овие. Дали, бидејќи има МВР забелешки во поглед на нарачката, еве конкретно на улица Партизанска, она што е предвидено со проектната програма, МВР не се согласува, бидејќи вика таму такви препреки и бариери не може да има кај техничкото училиште, бидејќи е во непосредна близина на болница. Треба да се менат и да се најди друг начин на средства. Тој друг начин на средства, она што тие го предлагаат, веќе еднаш го имаме применето и не дава резултати. Тоа се вибрационите ленти што се поставени на булеварот. Значи, тие вибрационите ленти, не знам дали некој ги осеќа ако ќе врвите по булеварот, за да се намали брзината. Така да се бара решение да видиме што ново нешто да се стави, за да можат овие да поминат. Ред, фала. Некои други прашања? Доколку нема, одиме на гласање на точка 4, извештај за реализација на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локална патна мрежа и улици во општина Битола за 2021 година. Кој е за? Против? Воздржани? Петта точка, 9-та измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Го замолувам представникот да образложи програмата. Добар ден на сите. Значи се врши измена во 9 измена на оваа програма. Офатени се 3 дела од програмата. Значи тоа се тераси со или без настрешници, отворени или покриени шанкови. Втората точка е детски игралиште и опрема за забава на деца и третата точка е опрема за спортско-рекреативни активности. Од сите овие точки имаме по една или две промени. Конкретно, за првата точка имаме измена од улица Столарска до Ленски мост, од левата страна на пешачката зона. Во втората точка имаме измена во покрај улица Довледжик,
односно помеѓу основното училиште Елпида Караманди и градинката Мајски цвет. И третата точка, имаме 3 точки. Улица Довледжик, во иста непосредна близина на Елпида Караманди училиштето и градинката. А во градскиот парк, непосредна до улица Крушевска република, и третата точка е јужниот дел од градот, од Тумбекафе до населба Стрчин. Да, тоа е кратко. Поред прашања ако има. Може јас прашање. Значи добро, окей образложението, меѓутоа вака по суштински не толку пластично, ќе замолам за сите тие, на пример, од таму како кажавте Столарска долина, која е измената? Во Елпидот таму што ќе поставиме? Од не знам паркот до Крушевска република што ќе поставиме? Еве јас да се вклучам, ние по барање на општина Битола јавното изработи ова 9-та измена за програмата за урбана опрема. Во делот на тераси со или без настрашници, во пешачката зона, што е од Ленски мост до кај што е затворена до улица Столарска, имаше барања од конкретно до општина Битола и беше и како барање до градоначалникот од овај кафич од Улавсте. Да, само тие немаја дозвола за поставување маси и столици. Мислам се работи за поставување за легално да ги постават, бидејќи тие и досега ги поставуваа, беа на некој начин, може би, од инспекција или нешто, и бидејќи е целата пешачка улица, се овозможи сите на тој дел од пешачка улица да може да постават таква урбана опрема, маси, столици, конкретно да има 2,5 метра од кеот и да има место да помине интервентно возило, ова што ги снабдува тие кафичи, бидејќи се работи за пешачка зона. Во делот на детски игралишта, за... Значи сега измената носиме дека од објектот према улицата 2,5 Значи метра треба вака, да не знам влезат. дали ви е доставена. Доставена ви беа, графичките прилози ви беа доставени. Значи во графичкиот прилог е означено од кој до кој дел е овозможено поставување на урбана опрема. Доколку има кафич, пред него ќе си постави маси и столици, тоа е се што може да се постави. Сето тоа е нормално, се трга на страна, не е ништо фиксно и не ни треба да биде, затоа е урбана опрема. Не, нема заградвање ништо. Само така, да. Може да се постави сега чадор некоја или некоја импровизирана настрашница, меѓутоа ништо, не, подвижно. Се е подвижно. И целата урбана опрема секаде е подвижна и секаде треба така и да биде. Значи да нема можност да се затвора. А од друга страна, стварно, па треба да има столици, масички, тука тој е многу убав јужен дел осончан и тие се плашат да постават, 2-3 пати има дојдено, ба имат и потешкоти во комуникација, па дојдоа кај нас, па се разбравме што сакат и мислам дека ова е сосем и окей. Тој дел навистина треба да заживеи и убаво би изгледал така уреден. Тоа е најубавиот дел во Битола покрај Драгор што не е доволно искористен, јас така мислам. Ај сега да не должам, извинете. Во делот на детски игралишта и опрема за забава на деца, значи во близина на Елпида Караманди и детската градинка на земјиште на Република Македонија, значи таму ќе се постават инклузивни детски игралишта, детски играчки, пошто такви нема никаде поставено досега во Битола, и други врсти детски играчки во долниот јужниот дел, а во северниот дел ќе има и фитнес прави. Околно ќе се уреди со зелени лопатеки и така натаму. Во делот пак за спортско-рекреативни активности од Тумбекафе, кај што завршува асфалтираната патека над Золашка, према Смолево кога се оди во делот на ГУП, таа една патека, секаде каде ќе е возможно да се постават клупи, видиковци, корпи за отпадоци, некој патокас, бидејќи сепак таа многу се користи и би било добро и да се уреди. Сега да се исчисти, да речам прво, и да се обележи на некој начин, таа се користи редовно. Во делот на паркот имаме донација. Од целата должина до Смолево или до каде? Не, само во делот на ГУП. До каде тоа што значи? Па тоа значи некаде, да кажам, во близина на радарот, така, тука некаде, кај што не излегва према Смолево.
во делот каде што може да се постави урбана опрема. Таа може и во поширокиот дел да се поставува, меѓутоа за таму ќе имам некој друг вид проекти за понатаму. Значи се работи за уредување, да речам, за рекреативни дејности. Ете тој, бидејќи знаете дека тој веќе е уреден дел до негде, има и канделабри. Докај што има сијалици. Докај што има сијалици, па сега понатаму не ни треба да има сијалици, сега тој е шума и планина. До некаде треба, до натаму треба и корпи, клупи, така да кажам, потокази, видиковец некој, да седнат луѓето да видат. Тоа што има потреба и што мислам дека реално, навистина треба да се направи. Исто така имаме некоја донација за Болдер Карпа, барање веќе повеќе години беше тоа, мислам познато вие на сите, определена една локација во градскиот парк за поставување на таа Болдер Карпа во близина, да речам, на крајот на паркот, во близина на Крушевска република, имате означено локацијата на графичките прилози. И тоа е, тие се работите, што се предвидуваат. Други прашања? Ако нема, одиме кон гласање. Девета измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Кој е за? Воздржани, против, нема. Точка 6. Програма за измена и дополнување на програмата за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општина Битола за сезоната 2021-2022. Го замолувам представникот да го... Со оглед на тоа што ова година зимската служба, значи имавме во повеќе наврати поголеми количини на снег, се јави потреба, дополнителна потреба од зголемување на ставката за ефективна работа на возилата. Односно, потребни ни се уште 3.600.000 денари во програмата за функционирање и организирање на зимска служба. Поради тоа, во делот на програмата, во потребни средства, кај што е табелата за градежна оператива, значи ефективната работа на возила ќе изнесува 9.218.200, така на тој начин вкупно реализацијата на програмата во делот на градежна оператива се зголемува на 15.227.242 денари, односно вкупната рекапитулација со се материјали 18.808.688 денари. Значи, уште еднаш да потенцирам, зголемуваме само во делот на ефективна работа на возилата. 3.600.000 денари имаме зголемување на средствата. Добре, ви благодарам. Прашања? Толку нема. Одиме кон гласање на програмата за изменување и дополнување на програмата за организирање и функционирање на зимска служба на подрачјето на општина Битола за сезона 2021-2022. Кој е за? Воздржани, против, нема. Седма точка, програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Го замолувам представникот да ја презентира програмата. Значи, во делот на оваа програма вршиме измени на неколку ставки, бидејќи како што ги пуштавме на тендер, проектите, кај што имавме намалување на цените, вршиме намалување и корекција и дел од тие средства внатрешно ги прераспределуваме. Конкретно, значи, за улица 16 беа предвидени 5 милиони денари буџет. Се поништува постапката, бидејќи имаме зголемување на вредноста на проектот. И тука предвидуваме 6.372.869 денари. На улица Асном, пак од предвидените планираните 3.686.315 на тендер имаме помала сума и тука намалуваме на 2.638.215. Санацијата на ударни дупки со асфалт и камена коцка од 4 милиони ги намалуваме на 3 милиони, но затоа пак ставаме уште една дополнителна точка во делот на
санацијата на ударни дупки, коловозни сообраќајници, санација на коловоз со пластичен асфалт 2 милиони денари. Значи 1 милион денари од од ударните дупки и уште 1 милион денари со внатрешна прераспределба. Улица 28, значи имаме од 1.617.674 денари, на тендер дојде 1.367.974 денари. Вера Циривири од 777.373 дојде 745.589. Меѓутоа рехабилитацијата на улица Брегалничка од 1.489.449, значи во програмата не беше ставена целата сума на улица Брегалница, таа по проект е 2.409.092. Со измените кои ги правевме минатата година, значи само еден дел ја имавме остаено, сега веќе ги дообезбедуваме сите средства. Рехабилитација на улица Штипска од 1.011.820 денари се реализира, се постигна цена од 859.236 денари. Христо Узунов од 2.710.226 се постигна цена 2.301.542. Бранислав Нушик со планирани 518.219 по договор 390.090. Реконструкција на коловозот на мостот на река Драгор од планирани 5 милиони 4.177.200 по договор. Сега намалуваме овие средства кои што намалуваме, бидејќи ни беа потребни за внатрешна прераспределба, со ребаланс на буџетот ќе ги вратиме повторно, меѓутоа ни беа потребни од машинското чистење на канали, кои што имавме 1.500.000 денари, тука земаме 1 милион. Од чистењето на коритото на река Драгор од 1.500.000 денари, повторно земаме 1 милион, и од санација на решетки сливници од 2 милиони, и тука земаме 1 милион. Напоменувам дека овие средства ќе ни бидат потребни во наредна јавна набавка, но во моментов имаме активни договори, така да кога ќе се прави ребаланс на буџет, повторно ќе вратиме. Овие ни беа потребни за прераспределба внатре. Министерството за исто реконструкција на каналот во Арама од планирани 6.299.970 го реализира, ќе се реализира со склучен договор од 5.887.372 денари. Дренажата на Наум Номовски Борче од планирани 2 милиони ќе биде реализирана со договор склучен од 1 милион. И додаваме тука две нови ставки. Министерството за образование има тендер, односно има склучено договори со изведувачи за реконструкција на фасадата на училиштето, основното училиште Коле Канински, и реконструкција на спортската сала во средното основно училиште Таки Даскалот. Меѓутоа, со отпочнување на градежните активности се виде дека атмосферската канализација околу основното училиште Коле Канински не е добра, не е во ред, и од Министерство за образование се побара општина Битола да обезбеди средства за да ја санира атмосферската канализација, бидејќи олуците кои што се дел од тој проект нема каде да одат. Значи планираме сега тука нови 2.169.560 и исто планираме средства околу спортската сала во Таки Даскалот, значи за дренажа и атмосферска мрежа, бидејќи и таму има влага и вода, значи треба да се реши со 454.964 денари. Исто така, планираме средства на мостот кај Драгорот, мостот на река Драгор кај Безистенот, врви цевка водоводна, која што треба да се промени сега кога ќе го работиме мостот. За неја треба да обезбедиме 869.440 денари. За да ги обезбедиме, пак ќе кажам, внатре средствата, намалуваме на ставка градежно за нечиски работи од 8 милиони на 4 милиони, кои што ќе повторам ќе бидат вратени со ребаланс на буџетот, и санација на фасада и тавани во спортска сала Боро Чурлевски од 6 милиони на 4 милиони 687.172 денари, бидејќи тука кај Боро Чурлевски ќе се работи проект
така да тука имаме можност да земиме додека се изготви проектот. И сето тоа, после сите овие трансформации што ќе ги направиме, од планираните 257.403.009 денари, нас ќе ни требат со измените 251.803.009 денари. Тие се измените во ова програма. Прашање има нека? Јас имаме прашање. Овде не ми е јасно. Реконструкција на атмосферска канализација околу мрежа околу основно училиште Колеканински. Овде во училиштето внатре се интервенира Не, или надвор. на коловозот? Надвор околу објектот. Надворешна атмосферска канализација, што ќе треба да ја собери водата од олуците. Значи, таму постоела некоја стара, дотраена, излегле нискоградба, виделе дека таа е цела запушена и дека не може да се поправа и потребно е да се направи нова атмосферска канализација. Сите води што слегват од училиштето треба да се прифатат и да се спроведат после во канал. Меѓутоа, околу училиштето таа е цела обрастена со корења и треба нова атмосферска канализација. Кога од Министерство ви побараја дека треба да се интервенира или вие? Да, не, од Министерство, бидејќи тие добиле проект за санација на фасадата и улуците. Во тој проект не била третирана атмосферската канализација и кога излегле на терен, тие си распишаа тендери, се исклучија договори, надзори и кога се почна со работа, се виде дека ќе се постават улуците, меѓутоа водата ќе треба да се пушти по игралиштето, да тече околу училиштето и да тони, затоа што не може таа постоечката да ги прифати водите. И имаше побараа состанок од кај нас, беше испратен координаторот на проектот и него му беше кажано за овој објект и за спортската сала во Таки Даскалот дека општината ни препорачуваат да превземиме мерки, затоа што тоа што ќе се направи, после нема да види како што треба во функција, ќе тони во влага. Значи, ова е неопходно за да се направи. И се прифати, се ставија овие дополнителни точки во програмата. Во ред. Други прашања има нека? Пошто долги години работе во Колеканински, ако може да се надоврзам, значи тоа е со канализацијата проблем, кој што, ајде не речам, 5-16 години, барем јас, колку што памтам наназад, директорите бараја помош од општината да се санира, бидејќи имаше во Колеканински и пред 5 години, значи се правеше внатрешно реновирање и таму тие што се училници има долу во подрумски простории, испадна дека се редеше нов ламинат и се, ама не знам од кои причини во тоа време немаше слух и остана така. Па се ставаше некоја изолација, како и да е, би било добро ова веќе конечно и да се реши. Значи, вистина е проблем. Тоа е нешто од бивша Југославија направено, кој што никој досега не го санирал. А факт е дека нискоградба на неколку пати идеше, како што кажа Маријана, ама се е тоа моментално. Други прашања? Долку нема. Одиме кон гласање. Програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Кој е за? 3 за, воздржани против нема. 8 точка. Програма за измена и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локални патишта и улици во општина Битола за 2022 година. Замолувам представникот да ја презентира програмата. Во оваа програма правиме измени во првиот дел, во делот на одржување на улиците и патиштата во зимски услови. Значи, тие 3.600.000 денари од зимската служба, бидејќи дел од зимската служба е дел во оваа програма, значи тука ги зголемуваме за 3.600.000 и плюс додаваме купување на метални столпчиња и синџир, уште дополнителни 2 милиони денари, бидејќи металните столпчиња кои што ги имаме на лагер
веќе ги поставуваме на партизанска и веќе ќе ги потрошиме, а се побара да се поставува да се обноват на партизанска столпчињата, така да немаме доволно и мислам дополнителни ни се потребни 2 милиони денари за метални столпчиња. Со тоа што програмата од 29 милиони 708.688 денари се зголемува на 35 милиони 308.688 денари. Благодарам. Прашање? Доколку нема прашања, одиме кон гласање. Програма за измена и дополнување на програмата за одржување на комунални објекти, инсталации, локални патишта и улици во општина Битола за 2022 година. Кој е за? Воздржани, против, нема. Со оглед на тоа што сите точки од дневниот ред се исцрпени. Програма за наменско трошење за определени средства од по основ на фосилни горива? Таа не е на точка на дневниот ред тука. Го немам дневниот ред кај мене. Ма ова... Чекай. Еве 41. Програма за наменско трошење на определени средства во областа на управување со животна средина по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива како наменски дотации во општините за 2020 година. Како? Добро, јас мислам дека не е на одмет да објаснам тука, после нека оди на... Кога е таа за на финанси? Кога имаме финанси? Како? Утре во 10? Значи, еве да објаснам што е, бидејќи сепак мислам дека задира во делот на комуналните дејности. Тука ово се пише разгледува комисија за комунални дејности, за јавни комунални дејности. Може да објаснам? Да, може, повеќе. Вака. По основ на фосилни горива како наменски дотации, секоја година добиваме средства од Министерството за животна средина. Меѓутоа, со ковид кризата од 2020 година, тие средства секоја година ги добивавме една година уназад. Значи, ако сме сега 22, ги добивавме за 21. Меѓутоа, во 2020 година не беа доделени со ковид кризата и сега со одлука на влада ни ги доделуваат наменските средства за дотации за 2020 година. Но кога ги планираме ние во програмата, ги планираме на сума, бидејќи владата се уште немаше донесено одлука кога го планиравме буџетот, го планираме на сума, на последната сума што ни беше претходно. Таа беше околу 11 милиони и нешто предвидена. На седница на влада во месец февруари, значи на 18.2.2022 година, после планирањето на средствата во програмата, ни испратија на 25.2.2022 година известување дека по основ на овие на фосилни горива како наменски дотации за 2020 година ни доделуваат 15.124.445 денари. Овие средства треба сега да ги прераспределиме, бидејќи ние веќе имавме извршено распределба на кои улици ќе влегуваат и за да се најдеме во оваа сума на пари, значи ние сега правиме нова прераспределба и велиме. Со овие 15.124.445 денари ќе бидат распределени на следниот начин. 9.700.000 денари ќе одат во изградба на колектор за фекални отпадни води за село Брусник. Инаку, ова колекторот за фекални отпадни води беше планиран со развојната програма. Значи, од таму ќе се тргни, ќе дојде тука. За Стара Чешма беше таа планирана 1.345.757.000 денари исто за реконструкција на фекална канализациона мрежа, 2.484.430 денари за изградба на фекална канализација на СТ од 3 во Арама. Ова попластично да ви објаснам, ова е улица кај зад Аурум, тука има некои објекти
мислам дека на тој дел е онај дел за противпожарна кај што беа тие Пегас, Мегас месечини. Таму има неколку објекти, правни субјекти кои што работат со компјутери, со не знам, многу долго време ја барат, а значи треба и оваа улица да се истрасира. Значи таа е СТУ3, чисто да знаете за кај е ова СТУ3 во касарната. И 1.596.258.000 денари ќе оди во фекална канализација на Македонска фаланга, ова што сега во моментов го работиме. Вкупно 15.124.445.000 денари се прераспределуваат во програмите. Значи затоа го издвоивме како посебна програма за да можеме да го испратиме во министерството и да можеме да склучиме договор со министерството, па после понатаму ќе вршиме реализација на овие средства и програми. Добре, ти благодарам. Со оглед на тоа што сите точки од дневниот ред се исцрпени. Прашање, може само едно кратко. Може, ајде. За Македонска фаланга, до кај сме таму која ќе усвари Крушевска република која ќе Чекај, Крушевска или Македонска? Крушевска република која ќе асфалтираме, ме интересира. Значи Крушевска република чакаме сега. И дали пример до крај на градежна сезона ќе пуштиме таа улица во функција? Да, секако. Значи на улица Крушевска република веќе имаме склучено договор со изведувач. Надзорите, бидејќи се склучваше рамковен договор за надзор, се склучија рамковни договори, сега се врват роковите за склучување на поединечни договори и се надевам дека за многу скоро време, значи станва збор за 2 недели, можда и недела, штом се склучи договорот со надзор, на Крушевска република ќе имаме вовед во работа. Бидејќи имаме веќе договори и не до крајот во првата половина на ова година треба да биде таму завршено. Маријана, дори сме ги Крушевска република, со долноводот што се направи гореше? Значи, далеководот во постапка е го враќаше Министерството и мислам дека по последните забелешки се постапува во договор се со Евана. Во меѓувреме тие го работат и основниот проект и додека ние ова го работиме, укажано ние дека ќе имаме одобрение за дислокација на далеководите конечно и дека паралелно ние ќе го работиме за да не губиме време, а тие ќе да обезбедуваат документацијата и во моментот кој ќе се издаде одобрението за дислокација на далеководите ќе се тргнат далеководите, ќе се пуштат зревата и ќе се заврши. Значи се планира ова да се заврши. Уште две работи да те прашам, поврзани со тој дел, трафостаницата и патот до стадионот. Која трафостаница сега за стадионот? За стадионот, да. Значи трафостаницата е наместена таму. Добро. И требаше Гранит со Евана да му пушти пробен напон за да испита опремата во стадионот, значи тоа веќе е договорено. И мислам дека во текот на ова недела, дали денес или до среда, Евана треба да му пушти пробен напон. Трафостаницата е направена. Гранит требаше само да се приклучи. Таму, знаете, заради промена на кабелот имаше проблем со приклучувањето, меѓутоа се надмина и тој проблем. Имаше проблем во делот заради промена на кабелот на приклучоците, меѓутоа се надмина тој проблем. Гранит си ја зеде обврската да ги направи промената на тие доводите кои што требаше да се приклучат. И тоа се надевам дека во текот на ова недела ќе биде завршено со приклучувањето, со пробниот напон. А улицата, ако мислиш на горната улица Крушевска, тоа е ова сега што зборувам. А улицата околу стадионот, значи улицата околу стадионот не е влезена во договорот и сега во овој момент таа улица не е предмет на реализација. Снимаме. Ако немаме решение за улицата, значи би ја правиле по старото нацртано или би цртале некаков нов план за улицата? И ако немаме ние таква улица, дали можеме стадионот да го пуштиме во употреба? Значи стадионот може да се пушти во употреба, бидејќи влез на паркинг ќе оди преку на противпожарно, ќе оди по шеталиште. Значи ќе влези по шеталиште
Бидејќи вака сега, за да се стави во употреба, надзорот од сите овие аспекти за кои што вие зборувате, треба да има решение за да даде употребна дозвола на она што е сега направено. Значи надзорот вели дека цело време и затоа и се склучи анекс, последниот анекс што се правеше пред една година, дека разгледувајќи и ова можност, дека стадионот ќе се стави во употреба вака како што е, со тоа што на ова прашање беше кажано дека додека ние не најдеме решение како ќе изведеме улицата од Крушевска за да се слегва во стадионот, ќе се влегува на противпожарно возило, на автобус за фудбалери, не знам, делегати, дека ќе влегуваат преку шеталиште. Тоа е временно решение. Но во самиот договор улицата за која што разговараме не беше предмет на реализација. За тоа ќе треба дополнително да се разгледува, тоа значи поместување, дислокација на тениски игралишта или од другата страна да се направи ново, или некое временно решение ќе се разгледува, што би правиле со ова што е постоечка, од кај што сега влегуваме, да речем, малтене меѓу зидот и меѓу тениските игралишта и помошното, од тука од кај што влегуваме, колку тоа времено некако би можело да се реши, но јас сега тука не можам да кажам, тука треба плански да се разгледува проблемот. Само кажувам дека надзорот даде изим дека објектот ќе го стави во употреба, значи ќе го стави вака како со пристап од шеталиште. Значи може да се качи, значи може да се качи од кај Император, да. Ќе се качи, може, ама до ограда внатре го ќе влезе. Може, има внатре има влез, мислам, дрво има на средина. Значи, не, добро, ќе видиме се и со дрвото, значи сега. Значи не, ама ќе се влегва, значи избетонирано е голем широк појас е за влез внатре. Сега добро ќе видиме со дрвото сега, што правиме. Сега не мислам, единствено решение за да го ставиме во употреба е тоа. Дрво сега, тој што со кафичот тука што беше се истурка, значи што не направи тој со кафичот сега за дрвото, мислам не. Меѓутоа ќе видиме. Значи ќе видиме, ќе бараме решение. Можда и со дрвото нешто ќе се најде решение, за да не зборувам на памет, меѓутоа решението во моментов е од тука. Чисто за возила за автобуси и противпожарно возило. Амбуланско возило може одоколу да влези, да слези, а ќе видиме што ќе правиме и кое ќе биде решението за, да речам, угледен пристап, некаков угледен пристап до паркингот. Ред. Кои се? Со рефлекторите ФФМ работи. Значи ФФМ го ја диктира таму динамиката на изведба. Значи се работи. Дали има избран терен за рефлектор? Два Ваму напред што се кај што се асфалти, кај што еден го гледаме миличината, но друг нема. Два се направени. Двата што се на делот на паркингот се направени. Значи не, двата се направени. Од ова Император се гледа дека има направено таму. не, ама кај Император од делот од читалиштето, а кај Император од делот назад не. Не, а овие двата се направени и сега баравме решение девијација на цевките заради стопите на рефлекторите, значи излегуваа проблеми во секој поглед, меѓутоа се решава. Дневниот ред е исцрпен. Затворам седницата на Комисија за јавни комунални дејности. Ви благодарам на присуството.